Така да, кога зборуваме за дечињата, кога зборуваме за оние кои што се најмилите, најсаканите, кои што ни шират една позитивна енергија и кога сме во нивно друштво, забораваме на се, така ќе биде и за Поточиња 2026. Нашата колешка Викторија Петровска веќе имаме на линк и ја вклучуваме во живо ова утро. Ти посакувам добро утро, Викторија. Ке зборуваме за онаа фестивалска убава магија на сцената, каде што се е веќе подготвено за, како што напоменав и кажав, Поточиња 2026. Така да, повели. Добро утро, Слободанка, добро утро, почитувани гледачи. Да, токму така, ние сме пред Македонската опера и балет, имено местото каде што во предстојниот викенд ќе се случува 23-тото издание на култниот детски фестивал Поточиња. Дали организаторите се подготвени, што да очекуваме од оваа година од фестивалот и се она поврзано со Поточиња? Ова утро разговарам со извршниот продуцент на фестивалот Оливер Пап. Ви благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа и еве да го најавиме она кое што ќе се случува викендов. Ви благодарам на поканата, поздрав до гледачите и како што кажавте, како што најавивте на почетокот, утре и задутре, односно предстојниот викенд, во Македонската опера и балет ќе се одржи најновото 23-то издание на детскиот фестивал Поточиња 2026. На репертоарот ќе бидат 7 термини за 7 фестивалски представи, 3 во сабота и 4 во недела. Веќе се речиси билетите распродадени, така што очекуваме голема забава, многу нови песни, многу нови хитови и насмеани и радосни детски лица. 23-та година фестивалот е навистина убава приказна која што ја слават и дечињата и родителите и сите оние кои што ќе си ги донесат своите најмили токму овде. Оливер, кои се новините кои што оваа година ги забележуваме на Поточиња? Па по подолго време се враќаме во прекрасниот амбиент на операта и на балетот. Значи, најпрво сцената е различна од изминатите изданија кои што ги одржувавме во Филхармонија. Тоа значи дека ќе имаме малку подобрен технички и сценски аспект од секој аспект на сцената. Многу повеќе анимации, многу повеќе интеракција, многу повеќе, да кажам, блесок, светло и така натаму. Нормално имаме нови 17 песни, од кои што очекуваме дека сите за многу брзо време по одржување на фестивалот ќе си го најдат патот до детските срца и секако се надеваме дека голем дел од нив ќе станат хитови, како впрочем и голем дел од песните изведени на Поточиња изминативе години. Она што можам да го кажам е дека и нашиот водител, маскотата Поки, тој е актерот Мартин Јордановски, подготвува некои мајоничарски трикови, некои изненадувања за публиката, нешто ќе го видат малце во издание во кое што до сега не го виделе и тоа ќе биде едно изненадување за публиката, а додека децата се подготвени максимално и веќе од утре ќе започне забавата. Колку е предизвик да се работи со дечињата, колку е предизвик да се балансира помеѓу модерното и сето она кое што го носи денешното време и она кое што е навистина за децата, бидејќи фестивалот е секако и од едукативен карактер. Предизвикот е голем, меѓутоа кога нешто се работи со љубов, сите предизвици и потешкоти се надминуваат. Сметаме дека во овие 23 години кои што изминаа позади нас редовно и континуирано одржување на Поточиња, како фестивал веќе оставаме траен белег во македонската детска музика и она што го напоменавте, навистина внимаваме со многу доза на труд, љубов и почит кон децата, да одбереме теми кои што ќе бидат на крајот со порака и ќе имаат едукативен карактер. Ние сме многу задоволни како фестивал што речиси од секое издание, дел од песните или поголем дел од нив подоцна се работат и се користат во воспитно-образовниот процес во градинките и во училиштата. Редовно се дел од завршни манифестации, представи и приредби во градинките и училиштата, на голем број настани детски, така што навистина предизвикот е голем, одговорноста е голема, бидејќи нормално кога ќе се достигне некој ниво на високо ниво на квалитет, подоцна треба многу труд и напор за истото да се задржи или пак да се надгради.
Вие се подготвувате, познато е тоа дека во текот на целата година, верувам дека последниот период пробите биле и зачестени. Моето прашање колку дечињата сакаат сето тоа да изгледа убаво на сцена и колку се трпеливи ете во тој процес на проба и дали веќе се е подготвена? Децата можам само да ги пофалам и да им се заблагодарам. Најпрво што љубовта кон поточиња како малечки гледајки го фестивалот, сега кога се подпораснати, се дел од фестивалот и се учесници на фестивалот и без нив ова ништо нема да биде. Многу се трудат, многу се посветени, да, изминативе 3 до 4 недели, пробите се доста интензивни, се напорни, меѓутоа децата сето тоа го поднесуваат со игра, со песна, со смеа, со насмевка, бидејќи на крајот за нив е тоа задоволство. И сметам дека сме веќе максимално подготвени. Денеска само треба да помине во најдобар ред генералната проба која што ја имаме и утре од 11 часот стартуваат фестивалските представи, каде што она што го подготвувавме цела година ние како авторски и креативен тим и дечињата како изведувачи, ќе го презентираме на публиката и едва ги чекаме реакциите и аплаузите од нивна страна. Сега, покрај овие два фестивалски дена, утре и задутре, сето она кое што ќе се случува овде, вие го пренесувате во текот на целата година на различни настани и манифестации во целата наша држава. Полна ли е веќе агендата и ете што да очекуваме во тој дел, колку дечињата ве очекуваат ети во различните градови од целата држава, не само овде во главниот град? Така убаво напоменавте, значи сега сме фокусирани на овој фестивалски викенд, бидејќи ова е главниот настан кој што го работиме и подготвуваме цела година. Меѓутоа, еве можам да откриам за гледачите дека веќе сме, да кажам, контактирани и барани да настапиме на неколку предстојни манифестации во главниот град, веќе и во 2 до 3 градови во текот на пролета и на летото ќе бидеме учесници на детски манифестации и сето тоа редовно го објавуваме и го најавуваме на социјалните мрежи, на нашите профили на поточиња, за да можат да бидат сите родители информирани кога и каде ќе имаме настап, каде ќе гостуваме, на која локација, на која манифестација. И исто така ми е големо задоволство што фестивалот и по неговото одржување веќе има, да кажам, традиција да гостува и на манифестации во Скопје, меѓутоа и на манифестации и на детски настани кои што се ширум Македонија. И ете само за крај, Оливер, да очекуваме ли нови хитови во овие два фестивалски дена? Можам слободно да кажам да. Сите кои што си ги набавиле своите билети им посакувам убаво да си поминат, да поминат убаво време со своите деца на фестивалот. За представата која што е закажана во неделот 17 часот има уште многу малку билети, останатите се распродадени, така што се е подготвено, ние сме подготвени, децата се подготвени, нетрпеливи и секако се надеваме и убедени сме дека ќе има и овој фестивал доста хитови кои што ќе останат за години и за генерации деца понатаму. Ви посакувам убав и успешен фестивалски викенд и секако многу успешни детски приказни со поточиња. Ви благодарам. Да, се е подготвено за поточиња 2026, фестивалската магија која што ќе се случува 18 и 19 април или утре и задутре во Македонската опера и балет. Ќе биде многу убаво, ќе биде голема радост за дечињата и ете слушнавме како се е подготвено токму за она што и го споменав, за да тие имаат насмевки на нивните лица, а нам тоа ни е најважното нешто да го гледаме кај нив.